Оставете ги автомобилите и возете велосипеди. Под ова мото учениците од основните училишта Раде Кратовче и Кирил и Методи денеска го одбележаа меѓународниот ден без автомобили. Учениците делеа флаери и ги подучуваа возрастните како треба да се однесуваат во колективот, за да живеат во здрава и почиста животна средина. Денешниот ден го прославуваме на тој начин што ги пречекуваме родителите кои доаѓаат со автомобили, ги информираме за денешниот ден и ги прашуваме дали може да се обврзат, да размислат кој ден од оваа недела би можеле да дојдат пеш со своите деца, со своите ученици, да ги одведат до дома или да ги доведат на училиште и символично се потпишуваат. Нормално учениците тоа си го задржуваат за нив како потсетување, а учениците дополнително ќе бараат и фотографирање со нив доколку тие се согласуваат, а тие фотографии ќе бидат искористени за Facebook групата која постои на екоодборот и за постерот кој ќе биде изработен после ова. Денеска ние од основното училиште Свети Кирил и Методи им делиме флаери на сите родители кои доаѓаат да си ги зимат своите првачиња и им даваме флаери во текот на оваа недела да место со автомобил да малку пешечат, да ги заостават своите автомобили. Апелот е повеќе да одат пеш отколку да возат автомобил. Основците од Раде Кратовче пак во соработка со полициската станица Кочани, одделението за безбедност во сообраќајот, со велосипеди тргнаа во обиколка низ градот. Директорката Гордана Манева зборува за мотивот и целта на денешната акција, но и за вчерашните веќе остварени активности во чест на Денот на мирот. Денес имаме две активности по повод два празника. Вчера беше Светскиот ден на мирот на Обединетите нации и имавме за таа цела активност во село Нивичани, садење на дрвце, затоа што мотото беше шумата како најефикасна машина за чистење на CO2 од воздухот. А денеска, по повод меѓународниот ден без автомобили, 22 септември, во нашето училиште се организираат две активности. Првата активност некаде беше околу 11:30 часот, се изврши еден едукативен час од страна на инспектори и представници од ПСМВР Кочани, кои што го промовираа велосипедот како едно здраво, ефикасно, еколошко и забавно превозно средство на нашите ученици, а потоа и самите видовте. Тргна нашата велосипедска екипа, тоа се нашите ученици, членови на нашиот велосипедски и спортски училишен клуб Тркало, во кој што беа вклучени и Facebook фан групата на велосипедизмот. Маршрутата е од нашето училиште, па се оди до кружниот тек, во центарот се врти кај Жито Ори, се враќаат назад и до Тимобел. Во денешната еколошка акција активно се вклучи и компанијата Вегоел, која донираше 2 кациги за учениците од ова училиште. Според најавите на директорката Манева, ова екоучилиште и во иднина ќе продолжи со своите еколошки активности за подобра и почиста животна средина за сите граѓани.